Добре, да искористам приликата да ги поздравам Битола и битолчани, целиот битолски регион. Ние сме денеска овде, во недела посветена на младите. Отвараме дебати за еднината на нашата младина. Без младите ние џабе се. Најпоразителниот факт во Македонија е оваа пуста миграција, пред се застапена помеѓу младите луѓе кои што ги напуштаат родните краишта и заминуваат по белиот свет, трудејќи се да најдат подобра иднина за себе и за своите идни поколенија. Но изјавата ја даваме овде пред офицерскиот дом, символот по новото време на единството, на заедништвото, во борбата да се спречи негово крчмење. Така да пред овој символ, давајќи изјавата, испраќаме пораката до цела Република Македонија, дека граѓаните заедно сплотено и ќе го сочуват уставот, кој што денеска е толку актуелен во обидите на власта да го врати помилувањето за изборните нерегуларности. Следуваат многу значајни избори во Република Македонија. Покрај тоа што укинувањето на овие делови од законот и овозможувањето да има помилување за изборни нерегуларности кои што се случиле во минатото, многу важно е тоа што со не дај Боже успешност на ваквиот чин се испраќа пораката дека секој оној кој што ќе направи нови изборни избами, нови изборни грабежи, повторно ќе може да избегне одговорност. Тоа не смееме никој од нас граѓаните да го дозволиме, заради тоа што рековме, стабилноста на Република Македонија зависи од фер, регуларни и демократски избори. Се надевам дека сите со својата одговорност ќе носиме одлуки кои што ќе бидат исклучиво во функција на добрите интереси на Република Македонија. Денеска со младите овде во Битола ќе го отвориме важните компоненти каде тие ќе го димензионираат својот живот. Социјалдемократскиот сојуз во програмата која што усвои во декември месец, значаен дел од програмата посвети на младите, токму убедени дека тие се нашата иднина и ако успееме да ги задржиме овде младите, и ако успееме да ги вратиме назад тие што веќе заминале, сме направиле огромен исчекор и голем успех за нашата Македонија. Ќе зборуваме за работните места, ќе зборуваме како младите после завршувањето на училиштата и нивното образование севкупно веднаш да влезат на пазарот на трудот, за да можат секако да ги носат и похрабрите одлуки, да стапат во брак, да се мажат, да се женат и овде да остават своји поколенија. Така да времето пред кое што сме исправени, верувам дека сите ќе бидеме пред се позитивно насочени кон еднината на нашата заедничка Македонија. Господине Заев, на 5 јуни ќе има избори, кои се вашите проценки и што ќе се случува со преговорите за медиумите? Знаете како Социјалдемократскиот сојуз целиот овој период посветено стои на своите ставови во борбата за обезбедување на услови за фер и демократски избори. Целиот овој процес не случајно вака го отворивме, за да не ни се повтори никогаш повеќе тоа што се повтарало во минатото. Ние ја подготвуваме партијата, нашето членство и се надеваме дека ќе анимираме огромен број на неопределени граѓани да се впуштат во процесот на поддршка на опозицијата за промена на оваа забегана власт која што владее во Република Македонија. Ние се надеваме дека тоа ќе се случи на 5 јуни. Значи ние сме подготвени за избори на 5 јуни. Во декември освоивме нашата програма, но при тоа информациите што стигат од Државната изборна комисија е дека има шанси согласно закон до 15 април да биде прочистен избирачкиот список и отворен увид на граѓаните, кој што увид ќе трае до 10 дена пред изборите, кога се заклучува и се дава на печатење за подготовка на самите избори. Медиумите остануваат отворено прашање, но знаеме сите дека тоа прашање покрај инсистирањето на опозицијата е обврска на многу други активни чинители во општеството. На вас новинарите, на медиумите, на власта, на здруженијата на новинари, на граѓаните генерално, на невладините организации, но истовремено е обврска на Република Македонија, заради тоа што тоа е едно од работите кои што се договорени во договорот од Пржино, тоа е едно од работите за кои што во последната проценка меѓународната заедница, Европската унија и Соединетите американски држави испратија недвосмислена порака дека нема кредибилни избори без до регулација на медиумите, но истовремено стои, како што знаете, во последниот извештај кон Република Македонија. Јас се надевам дека во целиот овој период граѓаните сериозно ќе почувствуваат промена на медиумскиот простор во функција на рамномерна застапеност, на исполнување на професионалните стандарди на медиумите, етичкиот кодекс и сето она што значи нормализација на општеството во делот на медиумскиот простор. Но дали има конкретни сигнали да се седне на преговарачка маса во овој
период сега? Јас верувам дека ќе има и разговори, ќе има и преговори. Прашањето е дали сите партии, дали двете партии најголемите, дали со меѓународна заедница, дали не, заради тоа што врската мора да ја чувствуваат сите и верувам дека ќе се изнајдат решенија. Јас сум поприлично убеден дека решенијата ќе дојдат во период кој што е многу брз, заради тоа што не значи на опозицијата ништо ако се случи одредена квалитативна промена во делот на медиумите на 5 дена пред изборите. Ние бараме и квалитетно на време, за да можеме да ја представиме нашата програма, нашите политики, нашата визија, нашите кандидати пред кои што ќе настапиме пред граѓаните, а само при вакви околности граѓаните можат слободно да одлучуваат со здобиени информации од сите страни, на крајот пресудна да биде нивната одлука на основа на тоа што го имаат согледано преку фер третман, пред се преку медиумскиот простор. Благодарим. Ви благодариме.